Здраво, другари! Јас сум Нина и како и секоја недела и оваа се наоѓаме во нашето царство, нашето дома, односно тимот А. И секако ги пиеме најубавите сокчиња на Витого Сокогорица. Во денешната емисија го имаме Огнен со најубавите обравчиња на светот, имаме Лана што ни личи на Пипи долгиот чорап. Што имаа да ни кажат? Гледаме во продолжение. Нашата прва другарка личи на Пипи долгиот чорап. Ако сте го гледале, нејзиното име е Лана. Лана. Колку годинки имаш, мече? Имам 7 години. Мене ми кажа дека ти многу си сакала да одиш во училиште. Што ти е најубаво во училиште, да ми кажеш? Па, најубаво ми е голем одмор, затоа што може да јадам и да си играме надвор. Најубаво ми е кога одиме надвор. Математика и ликовно ми се најмилни предмети. Каква е таа комбинација на математика и ликовно? Што учите сега математика? Па, учиме за мерки, маса на тежина, должина и зафатнина. Јас слушнав дека си правила сега скоро тест по математика. Да, не беше ненајавен. Што значи тоа не најаве? Не ви кажа? Не ми кажа. И што направи на тој тест по математика? Па, немав грешка. Ниту една грешка. Ниту. Само ти од цело деление. И петка со сите поени. Браво. Сите ти се петки во училиште? Да. Сега кажи ми, од прво и второ деление, која е разликата? Кој ти беше полесно? Прво или второ? Кој е посериозно? Која е разликата од прво и второ деление? Па, во прво наставничката зло не даваше на втора смена да пишуваме текстови, а сега на втора е многу подобра, затоа што на втора смена по 5 сати сме надвор и само малку ќе побежбала математика. Дали имавте лектири за читање? Да. Која ти беше омилена лектира? Зоки паки. Зоки Поки. Знаеш ли да читаш? Да. Од колку години дечињата учат да читаат? Што мислиш? Од 6. Од 6 години? Кој те научи тебе да читаш? Или сама? Па, не се сеќавам, но мислам дека сама. Дали имаш омилен филм? Да. Кој ти е омилен филм? Хари Потер ми е омилен. Што толку ти се допаѓа во Хари Потер? Па, магиите и многу ми се допаѓа како го снимаат филмот, многу е интересен. Колку делови има Хари Потер, знаеш? 8. Сите Сега се 8. прави 9. Сега 9-тиот, сите 8 си ги гледала. Да. Знаеш ли дека јас ниту еден дел не сум гледала на Хари Потер? Значи препорака треба да гледам. Од првиот да почнам или имаш некој ти е 8 омилен, што ти е посебно омилен? Вториот ми е најомилен. Зошто? Не знам, само најомилен ми е. Најинтересен ти е? Колку пати си ги гледала? Сигурно не си ги гледала поеднаш? По 100 пати. По 100 пати си ги гледала. Јас знам дека има и книги Хари Потер. Да. Дали ги имаш читано? Не, ама за роден ден ќе ми ги купат. Значи ти веќе си имаш нарачка за роден ден да ти ги купат книгите. Колку што филмови има, толку книги има или книги има повеќе? Не, книги има 7, 8-миот и 7-миот дел се заедно во една книга. Ти спомна дека за Хари Потер дека ти се допаѓаат магиите, така? Да. Која магија би сакала ти да имаш? Односно, која супер моќ би сакала да имаш? Па, сакам да ги читам мислите, да летам и да видам на видео. Ајде тие 3, кажи ми, на колку би му ги читала мислите? Па, за да некој ако сака да ми излаже, веднаш ќе знае дека никој не може да ми излаже. А чекај, а сега затоа што предпоставувам не знаеш да читаш сега мисли? Или имаш таква супер моќ? Немаш уште? Како познаваш некој кога те лаже? Без да имаш таа супер моќ? Па, јас сите добро ги знам и знам кога некој сака да ми излаже, затоа секогаш кога некој ме кажува нешто, не го слушам понекогаш. По што го познаваш дека сака да ти излаже? Понекогаш по лицето и по насмевката. Како се смеат тие што лажат? Така блажена насмевка има, така? Следната супер моќ ми каже дека сакаш да леташ. Да. Каде би сакала да одлеташ? Па,
секаде, како например, ако сега сум тука, ќе можам да летам, да бидам таму на столот. И следната супер мок ми каже дека сакаш да бидеш невидлива. Така, што би правила да би била невидлива? Сакам кога играм криенка, невидлива ќе бидам и така никогаш никој не може да најде. Никој играте криенка? Да. Ти најчесто се криеш или жмуриш? Се кријам. Имаш ли некое најтајно место за криење каде што многу тешко може да те најдат? Па, да. Каде? Позади кола, никогаш не го наоѓа. Чека нека специјална кола ето или позади било која кола се криеш? Позади било која. А ти кога жмуриш, лесно ги наоѓаш? Да. Возрастните играат ли криенка? Не. Не, која е играта на возрастните? Како се забавуваат? Погледање на телефони. Во гледање на телефони се забавуваат. Тоа интересно ти е за тебе или не е баш забавно? Што би ми препорачала ти на возрастните, на кој начин да се забавуваат? Па, да чистат, да не зјапаваат телефоните и да не учат наставите. Браво, Лана, секоја чест. Што мислиш, што е потешко, да бидеш мајка или да бидеш татко? Да бидам мајка. Зашто така мислиш? Зашто мајките секогаш работат, а татковците само спијат. Така прават татковците, само спијат. Што е тоа семејство? Да бидеме заедно, да поминеме време заедно. И кој го сочинува нашето семејство? И јас, баба, дедо, мама и тато. Со колку ти највеќе се дружиш дома? Со колку најмногу си играш? Со баба. Со баба, која ви е вашата игра на тебе и на баба? Најомилена. Меморија. Како играте меморија? Епа, имаме некоја картички, има две исти. Ние треба да ги најдеме. И кој победува во меморија, ти или баба победува? Јас. Ти победуваш, значи ти имаш подобра меморија од баба. А со дедо која ти е најомилена игра? С него ми е интересно кога одам кај него на гости, зашто таму секогаш скокам по кревети и си играме. Да нема кревети трамболини. Па, Така му личат? баш. Кажи ми со мама која ти е најбава активност. Со мама ми е најубаво кога учиме Кој што најмногу учите со мама? математика. Значи мама е експерт по математика, така? И многу знае. И ти си значи цела на неза по математика. Затоа и без, како беше на ненајавен тест имаш 5 со сите поени, така? И со тато најбава активност? Па за тато кога гледаме филмови и слушаме музика. Значи со тато гледате Хари Потер, така? Со мама учите математика, а кога спомна веќе слушање музика, која ти е најомилената песна? Сите ги сакам. Кога ќе го спомнеме семејството, веднаш се поврзува дека се грижате. Така, кажи ми како се грижиш ти за членовите од твоето семејство? Како им покажуваш дека се грижиш за нив? Па кога со мама малце ќе се скараме и правам цртежи. Секогаш ја биркам, со тато исто, ама со него никогаш не се карам. Со тато не се караш? Значи многу добро се согласувате со тато. Со мама зашто најчесто се караш? Зашто ќе облечам, кога ќе станам. Значи за стајлинзите, така? Па знам малце германски, италијански и англиски. Дали знаеш да кажеш здраво на сите јазици? Ајде, на германски знаеш како се вика здраво? Хало. На англиски? Хај. На италијански? Не знам. Што знаеш на италијански некој зборче? Знам од 7 до 10 да брејам. Ајде, може на сите јазици да не изброиш? Ајде на англиски да не изброиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега на италијански. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, сега на... Кој ни остана? На германски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега на друг јазик? Или на тие доста не се? Да. 3 се доста. Кажи ми, што мислиш што би се случило ако сите луѓе во светот зборат на исти јазик? Полесно ќе се разбираме. А ти ако би сакала да дадеш еден јазик, целиот свет да го збори, што мислиш, кој ти е најинтересен?
Македонски. Македонски, сите да збориме македонски, така, па нели е најубав? Да. Ја мислам дека е најубав. Кажи ми, како се разбираат, сега затоа што ние како што знаеме не збориме сите на ист јазик, така? Како се разбираат луѓето што зборат на различен јазик? На англиски, сите да знаеме англиски. Сите го знаеме англиски, а замисли некој да не знае ни англиски, како ќе се разбираме тогаш? Еве, некој живее, не знам, таму во, кажи ми некој место? Италија. Во Италија, а некој живее во Кина. Како ќе се разберат? А не знаат англиски. На кој начин се разбираат? Тоа ќе покажуваат со прсти. Со прсти. Ајде, како ќе ми кажеш ти да се разбереме, ако сакаш да ми кажеш, не си ги разбираме нашите јазици, и ако сакаш да ми кажеш дојди вамо, како ќе ми кажеш? А како ќе ми кажеш седни тука? А како ќе ми кажеш ми се јаде? Значи така многу лесно ќе се разбере. Замисли ти имаш можност да бидеш директорка на училиштето. Што би направила, што би сменила, што би променила и како би направила еден ден да им биде на учениците? Треба секој ден да носи униформи. Какви униформи би им дала на децата во твоето училиште? Би им дала темно-сини фустанчиња за девојчињата и панталони и блузи и панталони сини блузи бели за Друго нешто што би им кажала? Што би учела? Кои предмети највеќе би се учела? математика и македонски. Секој ден да цртаат едно исто. Физичко да немаат. Да седат само од 8 са бајле до 4. Аха, добро, од 8 до 4. Ќе сјатат и едалијат за автобус. Уште убаво, тоа ќе се дружат децата во автобус. И кажи ми, звончето, ако би можела ти да ставиш нека песна, да звони на звончето. Односно, нели звончето сега како звони? Така. Ти ако би сакала нека место така да звони со нека песна, која песна би ја ставила? Поточиња. Под која од Поточиња? Химната. Химната од Поточиња. Сакаш да дадеме Апол да ја стават сите химната од Поточиња? Ја мислам дека е многу убава и многу забавна песната, така? Одлично срце. Кажи ми, што е тоа хоби? Хоби е кога имаш занимација што да правиш, кога не си е досадно и кога работата почнеш да ја правиш. Кој ти е твоето хоби? Моето хоби е да цртам, да слушам гласна музика и да пеам. Гласна музика да слушаш. Што најмногу сакаш да црташ? Па, животни, многу е интересно и секогаш за цртање учам нови финти, како да цртам. Кажи ни нека финта за цртање да научиме? Па, куќа е многу лесно да се нацрта. Како? Прво ќе нацрташ човече, па ќе нацрташ круг, ќе нацрташ очите и ушите и ете ти кученце. А што ти е најтешко за цртање? од животни. Да. Конј. Што е тоа фантазија? Па, да мислиш нешто и да мислиш нешто што не постои, да мислиш дека ќе се оствари. Ти дали често така си фантазираш? Да. Зашто најмногу? Па, секогаш се фантазирам дека јас сум во школата кога што учат Хари Потер и неговите другари. И затоа што имам униформата, секогаш си играм. И така мислиш дека си постои тоа школа некаде? Не знам. Мислам дека постои ја. Што е тоа забава? Да се забаваш, да ти биде многу интересно, да одиш на журки цело време, да не ти биде досадно. Ти на кој начин се забавуваш? Па јас секогаш се забавувам кога гледам малце таблет, кога цртам и кога си играм. А идеш ти на журки? Па не баш. Не баш? Кажи ми, како се забавуваат бабите дедовците?
Ако гледат турски серии. Така се забавува. Ја така мислам. А како се забавуваат мајките татковците? Мајките кога чистат, а татковците кога спијат. О, каква забава е тоа со турски серии чистење и спиење. Значи позабавно нема. А идат ли во диско бабите и дедовците? Не. Зошто? Не знам, само мислам дека не идат. Не идат? А мајките татковците? Мајка ми иде, татко ми не. Значи само мајки пуштаат во диско. Да. Па знаеш како викаат, после чистење мора да се опуштат мајките да идат во диско, така? Да. Носат ли деца со нив? Зошто? Мајка ми сегаш кога оди, да ме журки на диско, нема зема мене. Еднаш како одеше на К15, мене не ме зема, така ми мислеше дека ќе спијам, она се врати у 9. И ти не спиеше? Не спијам. А во колку часот си легнуваш ти? Во 10:30. Па касно седиш многу? Па кога стануваш после? Кој те буди од сабајле? Мама буди. Тебе за тоа не ти се станува едва, така дека во 10:30 легнуваш. А кажи ми во диско кога идеш, како бираат кој ќе влезе, кој нема да влезе? Што мислиш? Па, ако некој носи нешто што не треба, ќе го вратат. Ако некој носи меленични, исто ќе го вратат. И ако некој носи бомбони и сладки, ќе го вратат. А кој ги пуштаат? Директорите тие кои обезбедувања што се пред диското. Не, кој ќе го пушта да влезе, да не го вратат? Па, тој што нема сладки во џебовите, тој што нема меленичиња и... Тие ги пуштаат само. Пријателот во неволја се познава. Ако наша друга рече во неволја, секогаш ќе се препознае дека во неволја. Имаш ли ти многу пријатели? Да. Која ти е најдобра другарка или другар? Па, девојчиња се Дарја, Сара, Евгенија и Теја. А од машки ми е само Лука. Како изгледа кога на некој му е симпатија? Па сладко се насмевне, па не шепшува, скришно. Писманца? Да. Кажи ми, дали ти беше интересно? Да. Дали ќе дојдеш повторно? Да. Кога ќе дојдеш повторно, ќе дојдеш сам или ќе донесеш некој другарче со тебе? Лука да речеме. Може би ако е слободен. Ќе го прашаш ти или ние да го прашаме? Не знам. Мислам дека ти е подобро. Да. Така? Значи, за да бидат умни и паметни како тебе, треба да учат и кога немаат тестови. Слободно кажи си. Да немаат тестови, треба да учат. Друго нешто? Треба да бидат културни, да не прават глупости и да не кажуваат срамотни зборови. И да се сакаат со сите. А дали ние сега ќе се гушнаме? И ќе се сакаме многу, дојде да те гушнам и многу ми беше задоволство. Браво од срце, браво! Нашиот втор другар е еден дечко со најубавите обравчиња на светот и се вика Огнен. Огнен, да ќе не кажеш ли колку годинки имаш? 6. Кога ќе полниш 7? Во 30 јули. Значи тоа е сега скоро. Кажи ми повеќе имаш 6 или 7 сега? 6 имам. 6 имаш. Сакаш да ти напишем дека имаш 7 години? Не. Зошто? Значи ти си стоиш на тоа дека имаш 6 и 6, така? Кажи ми како си денеска, дали си добар? Да. Кажи ми што најмногу сакаш да правиш секое утро? Да цртам знамје, да играм Duolingo. Да црташ знамење и да играш Duolingo. Кој јазик учиш на Duolingo? Италијански. Чекај, колку јазици сега знаеш? Македонски, италијански. Друг некој? Англиски. Англиски, друг некој? Само тие. Ти имаш желба за некој друг да научиш? Германски. Германски. А знамињата, од каде се роди таа љубов да учиш знамиња? Така дека порано сакам да во Русија, му сега веќе не ги сакам, а му сега многу сакам знак.
Знамења. Си сакал диносауруси? Ги знаеш сите? Да, но... Кое знаме ти е најубаво? Русија. Зошто Русија? Дека најголемото. Најголемото ти е за Русија. А кое знаме има најмногу црвена боја на него? Црвена и бела. Има. А црвена и жолта боја? Македонија. Но сака ти се допаѓа. Знаеш ли колку краци има македонското знаме? Да. Колку? 8. Да. Ти се допаѓа нашето знаме? Да. На што те асоцира, на што ти личи? Како сонце да грее од надвор. Како ти е во училиште? Добро. Јас слушав дека многу сакаш да идеш во училиште. Добро. И што ти е најинтересното нешто? Да учиме англиски, македонски и малку математика. Зошто малку математика? Дека малку ми е тешко. Што ти е најлесно, што ти е најтешка математика? Правиме како снежена и силното џуџиња, правивме табели и доби 5. Браво! Па 5 математика, викаш малце тешко. Сите ти се 5? Да. Да. Друг предмет некој со македонска математика интересно? Само тие што ги кажам. Само тие што ги кажа. А дали имаш најдобри другарчиња во училиште? Да. Кои ти се најдобри да не кажеш? Калин, Горијан, Гордан, само тие. Замисли, ти си директор на училиштето. Да. Што би направил, кои правила би ги дал? Во колку часот да се оди во училиште, колку време да се седи, кои предмети да се учат, што да се прави, што да не се прави, како да бидат облечени наставничките, децата, кои правила би ги дал ти да си директор на училиштето? Први, децата треба да одат во школа во 10 часот. Да си поспијат малца? Да. Да не идат толку рано? Да. Добро, потоа? Потоа децата ќе учат природни, општество, македонски, англиски, математика, физичко и ликовно. Се во еден ден? Не, неколку предмети во неколку дена. Колку време да им трае часот? До 10 часот до 3. Од 10 до 3. Пауза да имаат одмор? Имат. Што да прават на тој одмор? Може да си одат надвор или да си јадат. Што најмногу сакаш ти да јадеш во училиште? Како е богатина или? Здраво сакаш да се храниш многу? Браво, срце. А кажи ми, звончето како звони во училиште? Така? Не, ние немаме звончиња, дека наставничката ни кажува ајде да се приберувате и да одите дома. Така ви кажен, како знаете кога ќе заврши некој час? Така наставничката ни кажува, го гледа часот и ни кажува да си одим. Значи, вие имате супер наставничка во училиште? Да. Дали ќе ја поздравиш многу? Да. Што најмногу ти се допаѓа кај твојата наставничка? Мојата наставничка е многу добра. Ја сакам многу. Што прави најдобро твојата наставничка? Учи многу убаво македонски. Многу убаво македонски учи. Друга? Учи добро математика. Значи, ти имаш супер наставничка. Чим знае македонски многу добро, чим знае математика, чим многу добро знае да ви кажува кога ви почнува, кога ви завршува час. Значи, многу добро наставничка имате. Сите часови. Сите часови ги знае Ама наставничката. имаме наставничка по англиски. Добро, малце да се одмори твојата наставничка, да не е уморна, така? Да. Мора малце да се одмори. Ма кажи ми, ти кога се одмораш, на кој начин правиш пауза и одмор? Кој ќе биде голем одмор? Што правите на голем одмор најчесто? Си јадеме, се дружиме, си јадеме заедно. Супер, срце. Кажи ми, освен македонски математика и освен училиште, дали имаш некој друго хоби? На кошарка одам на тренинг. На кошарка одиш на тренинг? Од каде се роди љубовта кошарка да тренираш? Од сите спортови? Дека еднаш многу сакав да играв кошарка и сакав да играв на тренинг и моите родители сакале и сум на тренинг. Каде да играш кошарка? Тука кај Блаже Коневски.
И како ти е добар кошаркар си вака? Да. Да, како даваш кошеви без да допреш мрежата? Добро. Аха, да. Колку кошеви највеќе си дал во еден ден? Понекогаш 0, 1. Ги броиш? Не. А дали сте имале надпревар до сега или ќе? Да, имаме другата недела, ја нема да одам дека јас сум уште мал. Уште, па јас не можам да речем дека си мал, види колкав дечко си голем. Од колку години се станува голем, кажи ми? Од 10 или 18. Значи уште малце ти треба тебе да станеш голем. А која е разликата од малите деца и големите деца? Значи, малите се малку се од почеток вака да играат, а големите играат на многу дена и се многу добри. Значи ти сакаш кога ќе пораснеш да бидеш многу добар кошаркар или нешто друго сакаш да бидеш? Сакам да бидам многу добар кошаркар, многу да зборувам англиски и италијански и германски. Сакам да бидам доктор. Зашто доктор? За луѓе. Од каде тоа така сакаш да бидеш доктор? Значи и англиски да знаеш, и кошарка да играш, и доктор да бидеш. Да. Можеш ли сите три, може ли човек да работи три работи од еднаш? Може. Може? Дали познаваш некој што работи повеќе работи од еднаш? Ја, значи ја одам во школа секој ден, ја одам на англиски 2 дена и на кошарка само еднаш. Па како успеваш ето тоа да го направиш? Не знам, првин во понеделник одам во школа и си одам, па во 6 одам на англиски, па си одам од 7, утре ќе станам ќе одам во школа, па толку, па во среда ќе одам во школа, па ќе се вратам од школа, па во 6 ќе одам на кошарка, а во 7 ќе си одам од кошарка. Како можеш така да ги следиш сите работи, кај идеш, што идеш, не си многу уморен? Енергија има. Тоа затоа што се храниш здраво и си јадеш многу јаболчиња. Кажи ми, дали имаш нека омилена книга? Да. Која ти е омилена книга? Грдото пајче. Грдото пајче. Зошто баш Грдото пајче ти е омилена? Дека Грдото пајче е најлесната книга. Си ја прочитал? Да. Сам? Сам. Знаеш да читаш? Да. Од колку години децата се учат да читаат? Неколку од 6 до 18, некој од 5 до 16. Тебе кој те научи да читаш? Мама. Значи имаш најдобрата мајка на светот. Да. Освен мама што знае, што те научила да читаш, што уште нешто добро те научила мама? Ме научила како да пишувам на ракописно. И друго нешто? Ме научи како да зборувам кога бев мал. А тато на што те научи? Ништо. Само мама. А кој ти најомиленото јадење? Јаболко, банана. Само таква здрава храна сакаш? Нешто не е здраво не сакаш да јадеш? Да. Што сакаш од нездраво? Кромит, ама вакви као кручиња и чекај, нешто многу сакам и кромит и моркови. И морковчиња? Браво, бач. Ти ми кажа дека многу сакаш јазици? Да. Така? Да. Но знаеме дека на нашата земјина топка, на нашата планета, И да. зборат на многу јазици. На колку јазици се збори, знаеш ли? 197 јазици има. Замисли сите луѓе да зборат на ист јазик. Да. Што би се случило тогаш? Тоа можеме да ги знаеме што зборува. Сите? Да. Замисли ти збориш на македонски јазик, не знаеш ниту еден друг јазик и се среќаваш со некој другарче што збори на француски. И како ќе се разберете кога не си ги разбирате јазиците? Јас не го разбирам на француски, дека ја не учам француски. А како ќе се разбереш од него? Вака си се сретнете и сакате нешто да се кажете. Како ќе се разберете? Односно, како се разбираат двајца луѓе што зборат на различен јазик? Да ќе кажам на англиски и они ќе ме разбира дека англиски е најубавото јазик. Најубавиот јазик ти е англиски. Ти кога си најсреќен?
Кој ќе ми дадат нешто, Кога последен пат си бил многу среќен? кога едни две другарчиња ми дадоа нов компјутер. Нов компјутер ти дада. Што правиш на тој компјутер? Играм некои игри. Која ти е најомилена игра? Кажам. Да. Ти како ги правиш другите луѓе среќни? Мама и тато, како ги правиш среќни? На кој начин? Или другарчињата? Ако си одам од школа од втора смена, мајка ми е среќна и ме гушка. И те гушка, така ти покажува мама дека е среќна. А кажи ми, како ги правиш среќен другарчињата? Значи, имам некој другар што се вика Калин, знаеш, те го кажат, и он многу се дружи со мене. Да, тогаш е среќен кога се дружи со тебе? Да. Што е тоа семејство? Семејство е кога имаш мајка и татко и имаш многу убав живот. Имаш многу убав живот. Тебе ти е многу убаво со мама и со тато? Да. Така? Да. Кажи ми, кој е кај тебе главен дома, мама или тато? Не, сите сме исти. Сите сте исти. А што е потешко да се биде, мама или тато? Мајка. Зошто така мислиш? Дека децата ќе прават глупости и кога се бебиња, тоа ќе плачат, ама подобро е татко дека оди секогаш на работа, ќе прави пари, ќе дојде да си одмори. Што правиш посебно ти со тие пари што ги прави таткото многу? Што сакаш да си купиш најмногу? Ќе одиме да купиме нешто за јадење. Нешто за јадење да купите. Кажи ми, што е тоа забава, дали знаеш? Забава е кога понекогаш си среќен нешто, кога нешто ти доаѓа среќно, тоа е. Ти на кој начин се забавуваш? Кога нешто е смешно, но сум среќен. Тогаш си среќен? А кажи ми, што мислиш возрастните со што се забавуваат? Еве мајките и татковците. Ако ги гучка децата. Ако ги гушкаат децата, а кажи ми што е тоа љубов? Љубов е кога се гушкаш, се бацуваш во образ. Само во образ се бацуваш? Да. На друго место? Тука и тука. Тук. Со кого ти најмногу се гушкаш? Со мама. Со мама најмногу се гушкаш? Да. А кажи ми, дали имаш некоја симпатија? Немам. А знаеш што е тоа симпатија? Немам. Немаш? А што е тоа симпатија? Симпатија е кога некој девојче многу те сака и ти го сакаш многу девојчето. А рани куче да те лае? Ако те лае куче, тоаш не те познава и од некој друг е и треба да го ставиш кај вистинските родители што го чувале. Пријателот во неволја се познава. Кога имаш некој пријател и многу те сака и ти многу го сакаш, тоа е пријател. Тоа е пријател. И како се познаваат пријателите во неволја кога во нешто неубаво ти се случува? Кога не сака да играат и нема причина. Се случува некогаш да нема причина некој да не игра со тебе? Да треба да кажеш зошто, за причината и да кажат како така. Да ти кажат причината, така и се согласувам дека треба да ја кажат причината. Кажи ми, дали нешто останно што не те прашавме или сакаш ти нешто нас да ме прашаш? Дали си среќна или дали нешто ти е забавно? Јас сум многу среќна вака со тебе кога седам сега. Да. Ептен сум среќна. Ти среќен си? Да. И многу ми е забавно вака кога си правиме муабет. Да. Така? Да. Друго нешто да ме прашаш? Само тоа. Само тоа. Кажи ми, дали ти беше интересно? Да. Дали ќе дојдеш повторно? Да. Повторно кога ќе дојдеш сам или ќе донесеш некој со тебе? Да, ќе го носам Калин. Да не сакаш нешто да го прашам Калин кога ќе дојде? Да. Што сакаш да го прашам? Како си играш со твоето другарче? Како бевме другари? А како се запознавте со Калин, да ми кажа? Значи, кога бев почеток во школа, ја го прашав, тоа ти се викаше името, кажа Калин, и бевме другари, секојаш, не се скаравме никогаш. Значи тоа се другари.
Браво. Оги. Сега сакам да ми на другарчињата што ќе не гледаат да им кажеш како се станува толку умен, толку паметен дечко како тебе. Што треба да прават за да бидат толку умни и паметни како тебе? Во школа не треба да зборуваш, само да креваш рака ако треба нешто, да не правиш глупости, да не правиш лоши нешта, да не правиш смешни нешта. А дома што треба да правиш? Треба да учам многу дома, да треба да чистам се. Ти помагаш на мама со чистење? Да. А дали треба да се гушкаш многу? Да. А дали ќе се гушнеме сега јас и ти еднаш и ќе им кажеме чао на другарчињата да чекаме да ни дојдеш друг пат. Може? Дојдете гушнеме еднаш. Дојде. Браво. Дојдовме до крајот на уште една епизода. Уште една епизода со наши две прекрасни другарчиња Оги и Лана. Како и секоја емисија се наоѓаме во царството на Тимота и ги пиеме најубавите сокчиња на Витаго Соко Горица. Се гледаме до следната дружба. Чао! Деца да зборуваат!